Во Битола е Петар Догов, го вклучувам во вестите. Петар, каква е сега состојбата на терен? Така, Наташа, допред неколку часи излегуваше густ сив чат од прозорците на третиот кат во објектот, а во сликата зад мене се гледа дека и покривот практично го нема. Целосно е стопен во пожарот кој што избувна доцна синоќа попладнето во 17 часот и 20 минути. Причините за сега се уште официјално не се познати, но добрата вест е што нема жртви ниту повредени во пожарот и причината е само голема материјална штета. Инаку овој објект на битолчани е познат како зградата на Жито Битола, а подолго време е во приватно сопствеништво на еден локален маркет овде во Битола, кој практично погонот го користи за истите намени како што се користел и во минатото, за производство на лепи, за производство на брашно. Ние се обидовме да стапиме во контакт со сопственикот и да го прашаме за пожарот и за причинетата штета, но не успеавме да добиеме официјални изјави и за сега се подпираме само на оние официјални наводи од надлежните, а за целата пожарникарска операција како течеше и за целиот овој случај, предлагам да чуеме од изјавата на градоначалникот на Битола. Оштетена е фактички кровната конструкција и третиот спрат на тој објект. Според информациите кои ги добив од заменик командирот, според обемот на доста и брзо угасна според обемот на пожарот. Зашто веќе во 20 часот е ставен под контрола, а во 21 часот фактички се повикува и друга екипа која со дежурства еве до денес е уште на терен за евентуално да не. Значи во 20 часот може да се каже дека е ставен под контрола и угаснат. Доколку се има предвид дека станува збор за објект кој што е стар 120 години, зошто истиот не бил заштитен? Без да се префрлат ингредиенциите еден на друг, се работи точно за објект стар. Тоа би требало најдобро да одговорат управата за заштита на културно наследство, музеот, Министерство за култура, дали бил под заштита, дали бил осигуран и тие, тоа навистина не би можел во овој момент да ви го одговорам. Добро е што нема последици по луѓе, значи по човечки животи, материјална штета е направена. Наташа, овој објект е стар повеќе од еден век, 120 години е историјата на оваа зграда. Изградена е додека Македонија се уште била под османлиско владење. Тоа и не натера да побараме одговори од надлежните зошто овој објект не е заштитен како индивидуално културно наследство и добивме појаснување дека истиот е под некаква заштита барем на хартија и тоа од страна на локалната власт и само неколку години, изминати години, а подетално предлагам да чуеме во изјавата во продолжение. Објектот за предмет за кој што дискутираме е дел од заштитно-конзерваторските основи, изработени за потребите на деталниот урбанистички план за индустријската зона на Жито, Битола и Транскоп. Во рамките на заштитно-конзерваторските основи е пропишен режим на заштита од втор степен, со што е утврдена зоната на ограничена заштита кај предметниот објект. Заштитно-конзерваторските основи се изработени во 2014 година за потребите на општина Битола. За крај само да додадам дека токму поради тоа што овој објект е стар 120 години и бил изграден според тие тогашни стандарди на градење на објектите, па истиот помеѓу катовите нема бетонска плоча, туку има дрвена конструкција што само по себе дава некакво логично објаснување за интензитетот на ширење на пожарот и за тешката работа која што имале пожарникарите доцна синоќа, речиси 3 часа се бореле со огнот и се обидоа да спасат само одреден дел од зградата која што се гледа зад мене. Тоа е се, Наташа? Да. Петар Догов се јави од Битола со детали за пожарот во Жито Битола.